наводно сме во процес на медиумски реформи и лично сметам дека би требало што порано да почнеме да се придвижиме за да ги интегрираме тие нови поенти од ревидираната директива. Јас бих препорачал што поскоро да почнеме да ги преминуваме тие, затоа што има сега во моментот во целиот свет, не само во ЕУ, меѓутоа во ЕУ тоа е многу поинтензивно, затоа што ЕУ во крајна линија е регулаторна, ако е нешто, според мене е регулаторна заедница, се регулираат и многу други прашања кои што на еден или друг начин може да се допрат до медиумите и се однесуваат пред се на новата ситуација, на новото дигитално обкружување, на влијанието на големите технолошки компании. Како одат трендовите, тој е клучниот дел од мозаикот. Затоа што е тој олицетворение на свеста на јавноста дека мора да има некој што ќе им понуди квалитетна програма во културна, во образовна, во информативна смисла. Ние не го третираме така, затоа што се што е квалитетно, значи сите стандарди за јавен сервис и меѓународни и во нашиот закон, значат дека тој чини многу пари. Тој никој пат ги немал доволно финансиска подршка за да може да стане јавен сервис од тој како што ние сме го замислиле.